Господине Макрадули, не е битно дали јас и вие имаме меморија или нема. Битно е дали граѓаните имаат или немаат, а јас сум сигурен дека имаат, за разлика од вас, кои што сами тука имплицитно потврдивте дека не верувате во меморијата на граѓаните, кој ги покажа вашите изјави и вашите слики од пред 3 години. Ова вие денеска што го зборувате 15 минути, сигурно дека вие не сакате тука да бидете, затоа што немате свој личен кредибилитет во она што го зборувате и не верувате во она што го зборувате. Ова ми наликува на следно, вие сте професор, мислам дека беше на електрофакултет. Испитите на електрофакултет се полага усмено, тоест теоретски и практично. Ова вашето беше за усмен испит, теорија како треба да биде. А во пракса е сосема друго. Значи, вие стимулирате загадување со намалување на давачките за увоз на нафтен кокс и тоа е факт. Тоа е факт. Вие ги намалувате казните за загадувачите и тоа е факт. И стимулирате загадување. Тоа го оправдувате со прилагодување на законот за казни. Па еве ние ќе ве поддржиме. Ние ќе ве поддржиме да не ги намали. Вие ги намалувате и стимулирате. За Струмица не ми одговоривте. За Струмица не ми одговоривте. И барате да влеземе во заедничка борба против овој проблем. Точно. И јас сум за заедничка борба и нема ниту еден пратеник овдека нити поимало што не е за заедничка борба за овој акутен проблем што не тишти само Македонија. Европа и светот се справуваат со овој проблем. Но треба да излезете и да се извините пред граѓаните на Република Македонија дека во 2016, 15, 14 ги манипулиравте кога велевте дека ВМРО ДПМН е најголемиот виновник. Излезете, извинете се дека тоа била политичка порака, дека тоа било политичка пропаганда и кампања, нема проблем. Нема проблем. Ние нашите стручни експерти ќе ги ставиме на располагање на државата, вие вашите ќе се обединиме, ќе донесеме стратегија. Излезете, извинете се. И нема никаков проблем. Апсолутно. А за заедничка стратегија на 60 дена пред парламентарни избори, на кои што очигледно кој ќе биде победникот, нема да бидете сигурно вие, мислам дека е малце подценувачки кон интелигенцијата и на опозицијата и на граѓаните на Република Македонија. Во ред, вие тој теоретски дел и како политичка филозофија, лево ориентирана, го знаете перфектно. Знаете да навредите, знаете политички да флоскули да користите, но кога треба нешто да се сработи, не се сработува. Сериозен проблем. Зошто Кузма не го гасифициравте? Зошто поликлиниката Чаир не ја гасифицирате? Државна болница ја гасифицираше претходната власт. Вети и ја гасифицираше. 4 средни училишта ги гасифицираше. Пола и повеќе од нив ги направи енергетско ефикасни. Сега вие се фалите да сечете црвени ленти. Не може тоа така. Прво треба да понесете политичка одговорност, да се извините и да можеме заеднички да направиме стратегија да се бориме против ова зло на 21. век. Додека тоа не го направите, како очекувате од нас одредена поддршка. 12 април коректор ќе биде се извинувам. Ќе бидат граѓаните на Република Македонија, тие на кои ќе дадат доверба, сигурно дека нема да бидете вие кои што ги манипулиравте 2016 година. Тие, односно ВМРО ДПМН и коалицијата има стратегија, има и мерки, има и искуство да се справи со овој проблем. Ви благодарам. Благодарам. Контрреплика заменик министерот за животна средина, повелете.